Зошто над Тетово, над другите населени места и над Полошката котлина, и кога времето е ведро и сончево, има обвивка од густ, чат и смок, измешан со канцерогени и други микрочестички, многу штетни по здравјето на луѓето? Зошто против загадувачите на чистиот воздух, кој порано бил убав и основен белек на Тетово и на котлината Полог, надлежните не преземаат никакви мерки и не ги санкционираат и покрај тоа што се идентификувани и познати загадувачите? Ова се прашања кои оправдано и се позачестено ги поставуваат не само граѓаните на Тетово, туку и излетниците и туристите кои во овие зимски денови зачестено пешачат или пак со возила поминуваат низ Тетово за да пристигнат на скијачките терени и на бисерните убавини на Попова шапка. Во Тетово има стотина индивидуални загадувачи кои за затоплување на деловните и други простории повремено користат гуми, пластика и разновидна амбалажа и мешан смет, од чие согорување се создава густ чат измешан со канцерогени и други микрочестички, многу штетни по здравјето на луѓето. Загадувачи се и некои од индустријските објекти во Тетово, Джепчиште, Јегуновце и во други населени места не само преку оджаците, туку и на разни други начини, преку ширење на штетни микрочестички во атмосферата, кои се ослободуваат од хемискиот и друг производствен процес. Информираат стручни екипи од Институтот за јавно здравје во Скопје и од Центарот за јавно здравје во Тетово. Сепак од сите надлежни во Тетово и во другите општини во Полошкиот регион, како и од надлежните во Република Македонија, како најголем загадувач на амбиенталниот воздух во Тетовскиот крај се посочува југохром феро алојс, од чии производствени капацитети, по-конкретно од неговите 7 високи печки за производство на феролегури, се ослободуваат отровни гасови преку незаштитените оджаци. Сето тоа е спротивно на важечката законска регулатива, која покрај создавање на други штети во посериозни размери влијае и во нарушувањето на здравјето на луѓето, не само на жителите во Јегуновце, Подбреđе, Јанчиште, Прељубиште и други населени места во котлината Полог, туку и во Тетово, затоа што повремено густиот југохромов чат продира и низ градот. Голем загадувач е и дивата депонија во источниот дел на Тетово, која зачестено се пали во непосредна близина на куќи, повеќекатници и објекти од прехранбената индустрија. Дека состојбите во однос на енормното загадување на амбиенталниот воздух во Тетово и околината се повеќе од загрижувачки, потврдуваат и најновите податоци добиени од мернице инструменти. Надминувањето на среднодневната гранична вредност на микрочестичките штетни по здравјето на луѓето во Тетово денес изнесуваше 308,63, што е за 3 пати повеќе во однос на Скопје, а 4 пати повеќе во споредба со загаденоста на атмосферата во Кичево, Битола и Велес.